Не стивнуваат реакциите за вчерашната одлука на Уставниот суд за укинување на веронауката. За поглаварот на МПЦ, оваа одлука била очекувана затоа што неколку пати била најавувана. Вели црквата ги преживеала најтешките времиња, кога не била признавана, кога храмовите на место за молитви биле претварани во свињарници и говедарници, но ќе го преживеела и ова. Втор ден по одлуката на Уставниот суд дека е противуставно воведувањето на веронауката во образованието. Не стигнуваат реакциите во јавноста, како и на црковниот клир, така и на политичките партии и власт. Револт во владата заради одлуката на Уставниот суд за укинување на веронауката. Владеачката ВМРО ДПМН и натаму обвинува дека Уставниот суд носи политички мотивирани одлуки. Министерот за образование Перо Стојановски објаснува дека веронауката е инвестиција во иднината. Ке треба на 13.000 ученици да им се објасни зошто е укинат предметот, велат во Бирото за развој на образованието по вчерашната одлука на уставните суди за укинување на веронауката. Поглаварот на Македонската православна црква со аргументи дека за воведување на веронаука биле над 90% родители муслимани и 70% родители христијани. Откако Уставниот суд вчера ги ослободи 5 оделенците од веронауката во училиштата, нивната одлука ги разбрани и политичките партии и верските заедници. Поглаварот на МПЦ вели дека е очекувал оваа одлука, но својот став ќе го упати по великденските празници. Министерот за образование и Бирото за развој на образованието не сакаа да ја коментираат одлуката на Уставниот суд, но за министерот Стојановски, Уставниот суд ја укинал само формата за реализирање на веронауката, не и потребата за изучување на овој предмет. Што ќе се случи со 250 вероучители кои 7 месеци им предаваа на близу 14.500 оделенци? Министерството за образование за ова ќе одлучува по објавувањето на одлуката од Уставниот суд во службен весник. Министерот за образование Перо Стојановски рече дека Уставниот суд донел одлука со која се поништува формата, но не и потребата од реализација на веронауката. Според Стојановски, средствата потрошени за проектот Веронаука се инвестиција во иднината на младите, а по одлуката на Уставниот суд според министерот мора да се размислува за последиците. Министерството за образование ќе постапи по одлуката на Уставниот суд кој го укина членот 26 од Законот за основно образование, а со тоа и веронауката во училиштата. Министерот Стојановски не ја коментира одлуката на уставните суди, ниту времето во кое е донесена, но вели, судот ја укинал формата за реализација на веронауката, но не и потребата од нејзиното реализирање. Министерот за образование Перо Стојановски не сакаше да коментира, но изјави дека министерството ќе ја почитува одлуката и ќе ја укине веронауката во училиштата. Ја почекаме одлуката од Уставниот суд да излезе во службен вестник и да го видиме образложението, затоа што сме должни да дадеме објаснување на 250 просветни работници кои што реализираа настава по веронауки, кои што сега за жал ќе останат без работа. Значи ќе мора да им дадеме образложение зошто тие остануваат без работа. 65% од учениците кои што одбраа да ја следат наставата по предметот веронаука. Министерот за образование Перо Стојановски рече дека Уставниот суд донел одлука со која се поништува формата, но не и потребата од реализација на веронауката. Според Стојановски, средствата потрошени за проектот Веронаука се инвестиција во иднината на младите, а по одлуката на Уставниот суд според министерот мора да се размислува за последиците. Инвестирањето во образованието значи инвестирање во иднината. Така што сите оние средства кои што се потрошени за реализација на проектот Веронаука, всушност се инвестиција во иднината на нашите млади генерации. Од ВМРО ДПМН се сомневаат дека одлуката на Уставниот суд е нелогична и политичко влијание. За Весна Хорватовиќ, директорката на Бирото за развој на образованието, укинувањето на веронауката е во погрешен момент. Ако воопшто требало да се укине овој предмет, тоа требало да биде на крајот од учебната година. На околу 12.000 деца кои одбрале веронаука, сега требало да им се објасни зошто повеќе нема да го учат овој предмет. Според Хорватовиќ, ова лошо ќе се одразило врз тие 5 оделенци. Уставниот суд вчера донесе одлука за укинување на членот 26 од Законот за основно образование, со кој беше овозможено да се изучува веронаука во основните училишта. За уставните суди, со ова бил нарушен секуларизмот на државата. Вчерашната одлука се огласија политичките партии. Од владеачката ВМРО ДПМН смета дека последната одлука на судот го ограничува правото на веронаука и се сомневаат во работата на Уставниот суд. Цениме дека е крајно неполно одбрано времето за нејзиното донесување од педагошко-психолошки аспект и ќе се одрази врз децата кои што ја одбрале веронауката како изборен предмет. Според Заев, веронауката е само уште еден експеримент на владата кој не помина на уставен.
И некој ќе носи одговорност за оваа работа. Се трошат огромни средства, овие експерименти немаат своја завршница, буквално само политички маркетинг. Ставот на владеачката ВМРО ДПМН е дека одлуките на Уставниот суд се резултат на политичко влијание. Поред директорката на Бирото за развој, спорен е тајмингот во кој се носи одлуката, бидејќи смета дека ова ќе има педагошко-психолошко влијание врз учениците. Треба да им се објасни на речиси 13.000 ученици зошто е укинат предметот и наставниците кои ја предаваат веронауката изненадени се од ваквата одлука. 65% од петооделенците кои изучуваат веронауката е бројка која го покажува високиот интерес за изучување на верата, велат тие. Уставниот суд со низа политички одлуки се става на страна на една опција во државата, смета владеачката ВМРО ДПМН. Според нив, укинувањето на веронауката, на патриотските фискални сметки и на законот за наталитет се нарачани одлуки. Стравувам и се сомневам дека ваквите нелогични одлуки на Уставниот суд се резултат на политичко влијание. Уставниот суд на Република Македонија го потврдува она што на повеќе наврати укажувавме, а тоа е сомнежот за носење на политички мотивирани одлуки. Овој суд мора да остане бранител на Уставот, без при тоа да подлегнува на било какви политички влијанија. Останува загрижувачкиот факт дека токму преку Уставниот суд одредени политички субјекти настојуваат да ги рушат сите позитивни закони донесени од страна на Собранието на Република Македонија. Поглаварот на МПЦ Стефан вели заедно со другите верски заедници по празниците ќе бараат начин и место да обжалат одлуката на Уставниот суд, бидејќи тоа е спротивно на волјата на речиси 70% од учениците кои се определиле за веронауката. Не сум многу изненаден од одлуката која всушност беше најавувана каква ќе биде, но веројатно Светиот архиерејски синод заедно со останатите цркви и верски заедници во Република Македонија ќе го искажат својот став, својата огорченост на таквата одлука и веројатно ќе бараат начини и места да ја обжалат и таа одлука и да бараат да прекине прогонот на верата на просторот од Република Македонија. За ИВЗ, одлуката на Уставниот суд се базирала на стереотипи и атеизам. Граѓаните ќе ги остаи пак да бидат подучувани за религијата од нивните членови на нивното семејство. Тие не се доволно едуцирани верски, со стереотипи со негативно гледање кон религијата на другиот. Разочарување кај свештенството велат дека на младите им еускратено изучувањето на христијанската етика, што им е многу потребно. Јас не би коментирал одлуката, тоа е сепак суд кој што самостојно одлучува и кажа дека согласно уставот ја укинуваат одлуката. Мене ми е жал што дојде до таква одлука, заради тоа што наистина веронауката е потреба на човекот во животот, особено на младите поколенија. Јас можам тоа со одговорност да го кажам како парокиски свештеник кој контактирам директно со младите и тоа ми е службата и констатирам дека навистина младите луѓе сакаат да знаат за Бога, сакаат да спознаат својата вера и навистина со голема љубопитност не очекуваат и поставуваат прашања во врска со верата. Ова што се случи сега е навистина така неочекувано. Можеби не требаше токму овие денови да се случи кога го чекаме на големиот радосен ден, но ете тоа така требало да биде, но сепак како свештеник, 40 годишен пастир во Македонската православна црква и овде во татковината и надвор во диаспората, јас навистина сум за тоа дека треба веронауката да биде присутна во училиштата и тоа како задолжителен предмет. Реакции од Македонската студентска унија. Сметаме дека со укинувањето на веронауката ќе се направи ненадомеслива штета во процесот на креирање на млади и здрави индивидуи.